биде во форма, да се одржува линијата и да се биде згоден. Да се биде згоден и убав, како мене. Знаете ли дека за здраво тело треба и здраво да се храниме? Знаете како велат, нели? Во здраво тело, здрав дух. Така е, Куперко. За здраво тело треба да се јадат многу чушки и френки. Така е, се разбира. Да се јаде... Што да се јаде? Чушки и френки. Чушки. Каков е тој јазик што јас воопшто не го разбирам? Јас зборувам на македонски јазик, само со струмички дијалект. Ако нешто не те јасно, ќе ти преведам. Но јас ништо не разбирам кога волите. Чушки френки. Ве слушнав, вие зборувате за Струмица? Да. Па тамо се одгледуваат најубавите земјоделски култури. Патличан, пиперче, краставичка. Си ја правам со низ омилената моја салата. Таа твоја омилена салата се нарекува шопска салата. Да, но ако ставиме сиренце на коцки, кромиче во круг, маслинка и оригано, тогаш е грчка салата. Те знаеш дека Така е. Но едната и другата се прекрасни варијации на тема струмички зеленчук. Туку знаете што? Следниот пат кога би имале повеќе време, треба да го посетите и Струмичкиот карневал. Куферко, од памет ми извади глупева. Што ви раскажував, дури заборавте. А да, кој заедно со Валандовскиот, не, со Левчанскиот се најпознатите светски карневали и посетуваат луѓето од целиот свет. Но и смоларските водопади. Да. Смоларски водопади? Леле, дедо, те молам и таму да одиме, дедо. ќе одиме, Бричке, ќе одиме. И мене да ме земете, дедо. Ќе те земеме и тебе тука. Па тогаш одиме. Ајде. Одиме, па чајте застана. Со срце стопей и така е довека ќе биде се окей. Ке нема проблеми и криза нито грек, со прекрасни жени, што играм со стик. Толку сакам самба, параметна самба, да одиграм со стик. Сиот града гледа, како играм самба, по мојот сакам стик. Леле, колку прекрасна мелодија, бе, дедичко. Оваа песна беше хит на Маквест во Штип. Да? На Маквес во Штип, браво. Исто така во Штип, во 1924 година, била изведена првата опера во Македонија. И тоа не било која опера, Која, дедо? туку операта Палјачи. Упалјачи? Да, од истоимениот композитор Жорж Пучини. Дедо, ама си сенилен, операте од Леон Кавало. Дојде. Дедо. Драги мои, слушајте, имам и јас да ви кажам еден многу важен факт за градот Штип. А тој вели дека во Штип биле правени најубавите пастрмајни. Што ја да не збориш? А во Почани? Што за Почани? Од градот од кој доаѓа најубавиот македонски ориз. Орис? Подпечен во тава со пилешко? Во тава со пилешко? Печена кокошка со орис? И најубавиот десерт од орис, сутлијаш! Дедо, не јаде. И ја не. Жило бе. Јеште. Не јадам, не. Цак! Стигнавме во малото историско градче Кратово. Чекајте, чинам дека таму се наоѓаше Радиниот мост. Да, Радин мост. Зидарите почнале да го градат мостот, кој откако ќе го изграделе, тој постојано се урива. Според се што ги изграделе зидарите почнале да го градат,
Така една ноќ на сон им се јавил светецот Свети Ѓорги Кратовски и им рекол: на вашиот мост е фрлена зла магија и затоа ви се руши мостот. За да се скрши таа зла магија, запомнете ги моиве зборови. Една од вашите невести мора жива да биде зазидана во темелите на мостот. Ете така ќе се скрши магијата. Но за оваа работа ниту збор на невестите. Нека реши судбината која невеста утре прва ќе го донесе ручекот и ќе биде зазидана. Браќата, преплашени од помислата нивната невеста да не биде зазидана во темелите, ги предупредиле невестите да не доаѓаат утре на градилиштето. Само најмалиот брат додржал на зборот и не ја предупредил својата Рада. Утре Да дојдеш ти, ручече да ни донесеш. готвила ручек и им го однела на Да умре под работа на моста, пајте кога деверите ја забележале, ја фатиле и жива ја зазидале во мостот. Рада само милно ги замолила да ја остава десната града, за да може да си го надои машкото дете. Чекај, камери снимате тамо? Да. Ајде, ајде, Така дедо Константин, но воопшто не е смешна приказната. И откако ви ја раскажав, мислам дека веќе е доцна и дека треба да си одиме дома. Колку прекрасна вечер со прекрасни луѓе. И се е добро кога добро ќе се заврши. Така јас и мојата внучка сме многу среќни што си го најдовме куферче. Без оглед на тежината на проблемот, секогаш треба да останеме позитивни и да шириме позитивна енергија. Така е, и јас обожавам насмеани и ведри лица, јас сакам природата, реките, планините, езерата, цвеќињата, чии опоен мири се шири насекаде околу нас. Со еден збор, да ја сакаме Македонија, кој е збир од сите тие убави. Така е, Ангел. Нема ништо хубаво од тоа. Човек да се сака татковината. Тоа е како да се сакаш себе си и сите околу себе. Татковината се грижи за нас, но треба и ние да се грижиме за неа. Треба да направиме секој ден да биде подобар. Така е. И никогаш да не се откажувате од вашите соништа. Така и ние тимот од Куферко, светскиот патник од Македонија. Не се откажавме од нашите соништа. И, ако сакате да дознаете за останатите авантури кои што ни се случија на ова патување, да ја прочитате книгата. А сега, останете ни во добро здравје. Довидување!